Тинејџерите во регионов под силно влијание на социјалните мрежи имаат нова обсесија. Прайм пијалок кој веќе може да се најде и во Македонија по зачудувачки висока цена од 350 до 400 динари за половина литар. Безалкохолниот пијалок е производ на мегапопуларните креатори на содржини на социјалната мрежа YouTube, Логан Пол и Кси, кои со десетици милиони следбеници за брзо време го пробија на пазарот. Виралноста оди дотаму што основците и средношколците се изложени на тој маркетинг, па прават се за да дојдат до пијалокот, да се сликаат со него и да добијат социјален статус во своето опкружување. Освен контроверзната цена, овде се поставува и прашањето што пијат децата. Пијалокот е достапен во две верзии: прайм хидратацијски пијалок и прайм енергетски пијалок. Првиот е спортски пијалок кој според рекламните пораки служи за хидратација и се препорачува да се консумира при спортски активности, но и покрај тоа полне со вештачки засладувачи и витамини. Вториот пак е поопасен за оваа популација, бидејќи содржи голема количина кофеин. Знаеме дека најздрав пијалок и најбезбеден за здравјето и за хидратацијата е водата, што на крајот и живот значи. Да, првиот во состав има кокосова вода, минерали за хидратација, меѓутоа едниот содржи и така да накажам добра доза на кофеин, што не е препорачено особено за помладата генерација, затоа што обсегнати се дури и децата од основното училиште и е доста актуелно. Меѓутоа ништо полезно за консумирање нема. Максималната препорачена доза кофеин за возрастни е 400 мг на ден, што одговара на 4 шојли кафе или 7 лажички инстант кафе, а тоа е исто колку да испиете 2 енергетски пијалока прайм. За лекарите и оваа доза е голема, односно велат дека најдобро е возрасен човек да испие 1 до 2 кафиња на ден. Кофеинот е нервен стимуланс, значи енергетски има енергетско дејство, кое што може да се најде не само во овој пијалок, меѓутоа може да се најде и во кафето, во чоколадото, дури во некои лекови за смирување на болка. Сето ова се зема под голема под контрола. Ги знаеме, односно некој може би и лично да ги почувствувал симптомите кога ќе испие повеќе кафиња на ден, пристапи на срцебиење, односно силно забрзана работа на срцето, вртоглавица, гадење, несоница, немир. Така да за раната возраст воопшто не е безбедно консумирање на овие пијалоци. Токму поради ова, Словенија веќе го забрани енергетскиот пијалок, а во таа насока се движи и Хрватска. Кај нас од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека не е регистриран, а одобрена е само верзијата без кофеин. Апелираат потрошувачите да пријават доколку на пазарот го најдат кофеинскиот пијалок, што не е одобрен од Агенцијата. Во регистарот за збогатена храна на Агенцијата за храна и ветеринарство регистриран е безалкохолен пијалок прайм хидратацијски пијалок, за кој АХВ има издадено одобрение за ставање во промет. За овие производи постои мислење од фармацевскиот факултет дека истите можат да се употребуваат како збогатена храна, почитувајќи ги препораките за консумација и предупредувањата наведени на означувањето на овие производи, велат од АХВ. Според информација од српските медиуми, виралноста на пијалокот оди дотаму што учениците во училиштата наплаќаат околу 50 динари за голтка прайм и 100 динари за сликање со шишето. Во меѓувреме, брендот прайм само во својата прва година оствари глобална продажба од над $250 милиони.